Кај нас што е пресудниот момент? Луѓето кога излегуваат на протест во позадина, цело време име да, ние протестираме за она што ние го бараме, ние сме против власта и очекуваме дека некој друг ќе дојде и ќе ги замени и ќе биде подобар. Таа треба да биде во моментов фокусот на опозицијата целокупно, значи да гледа да се покаже дека се различни од овие кои што се сега, дека се подобри и дека се тука за тие луѓе кои што во моментов се тргнати на страна. Јас тврдам дека во држава постои критична маса на луѓе кои што се подготвени да излезат на улица. Ама ова што го знам ја, што го знаеме ние дека постои критична маса, се институционализира, се инструментализира као алатка на така наречената опозиција. И таа така наречена опозиција постои со оваа критична маса која што се инструментализира, инструментов вика види, ја држам толку луѓе критична маса, можам да ги хендлам, ама да се договориме ние ако може за оваа кривичната, се подкусуруваат со таа критична маса. Затоа што кај нас критичната маса и генерално луѓево кога сакаат нешто да протестираат, викаат нас ни треба лидер. Тука е грешката на сите нас. Нека бидат лидери. Нека бидат. Па тоа го збориме ние овдека 2 години. Не ти треба тебе лидер, ти не си овца за овчар да имаш. Имено. Ама кај нас се воведе таков менталитет дека мора некој тоа да го води. Мора некој тоа да го да кажува.